Денеска дојдов тука да зборувам за случувањата од 24 декември и каков ефект тие случувања имаат на политичките критериуми од Копенхаген. Морам да ви кажам, да споделам со вас дека јас започнав од тој момент кога случајно бев присутна во парламентот на тој 24 декември, ако не бев пуштена да влезам во собраниската сала, сепак имав можност да видам какви беа последиците од тоа што се случуваше внатре, односно можев да видам во каква состојба беа изнесувани пратениците и некои од новинарите присутни тој ден. Од тој ден јас почнав поинаку да го пресметувам периодот. Значи, периодот пред 24 декември и периодот после 24 декември, кога се бара од мене да оценувам каква е состојбата со човековите права. Да се разбереме, не значи тоа дека пред 24 декември не давав оценка за тоа дека власта ги користи институциите на системот за да ги исполни своите политички цели, за да се справува со своите неистомисленици, за да донесува закони кои што и ќе значат тоа. Значи, како поефикасно да се справите со сите оние кои што мислат поинаку од власта. Меѓутоа, она што се случи на 24 декември покажа дека власта брутално и сосема транспарентно, не водејќи сметка за тоа како ќе изгледа тоа во очите на јавноста, едноставно ја покаже својата моќ, одлучи дека ќе донесе буџет таков како што на нејзе и одговара, притоа не водејќи сметка дека со таквиот чин го урна уставниот поредок, направи преседан, со тоа ѓурна и принципите на владењето на правото и правната држава. Хелсиншкиот комитет, со оглед дека беше делумно сведок на тие случувања, и во парламентот, но и надвор од парламентот кога се случуваа протестите, прв излезе со соопштение да го осуди тоа што се случи во парламентот, но изготви еден извештај кој што се базираше не само на нашиот директен увид во состојбите од тој ден, туку и врз основа на сведоштвата на пратениците кои што неколку дена после настанот побараа од Хелсиншкиот комитет да ги заштити нивните права. Секако се раководевме и од снимениот материјал кој што ни беше на располагање. Јас морам да приметам и сега ќе се осврнам на оној вовет на Андре, па и на називот на оваа денешна дебата пролетни дождови. Јас се извинувам, но јас извештајот на Европската комисија не го доживувам како дожд. Јас го доживувам како блага роса, која што мене лично, како активист за човекови права, длабоко ме погоди, особено кога станува збор за наоѓањата на Европската комисија за случувањата на 24 декември. Да, во извештајот се наведува дека тоа што се случи на 24 декември ја создаде политичката криза, дека насилно беа отстранети новинари и пратеници, меѓутоа има еден сегмент кој што навистина многу ми смета и искрено ме навредува, бидејќи не сме ние ниту слепи, не сме ние ниту неписмени да знаеме кој какво овластување има во државата и што представува законодавниот дом. Имено, во извештајот на Европската комисија се споменува дека пратениците и новинарите биле отстранети од страна на службите на собранието. Вемон, па тоа е основното што ние го наведуваме во нашиот извештај дека представува флагрантно кршење на уставниот поредок,
флагрантен упад на извршната власт во законодавниот дом. Луѓето кои што тој ден насилно ги сврлија претениците и новинарите од собраниската сала не беа служби на обезбедувањето на собранието. Тие луѓе беа припадници на полицијата во присуство на министерката за внатрешни работи. Во корелација со политичките критериуми кои што утврдуваат услови за тоа како треба да се воспостави демократијата во една земја, се зборува за институции кои што имаат капацитет да ја воспостават таа демократија, институции кои што имаат капацитет да воспостават соодветно ниво на почитување на човековите права. Јас не гледам дека Република Македонија може да ги исполни овие политички критериуми. Не сакам ни да зборувам за тоа дека токму настанот од 24 декември покажа каков е капацитетот на нашите институции. Обвинителот молчеше. Претениците поднесоа кривична пријава и им беше отфрлена. Народниот преобранител седеше во просториите на собранието и чекаше да биде реизбран. Не го осуди настанот, представката на новинарите ја отврли и се огласи за ненадлежна. Значи, зборуваме за институција која што долги години за граѓаните представуваше последниот бастион каде што можеа да најдат заштита. Народниот преобранител од тој ден ја изгуби својата функција. За жал. За жал, затоа што таа институција долги години представуваше институција која што можеше на некој начин да го воспостави балансот помеѓу тоа што значи практикување на власт и права на граѓаните. И сега доаѓаме до фамозниот договор од 1 март. Значи, седнавме, се договорија, секако со посредство на Европската Унија, дека ќе се започне политички диалог, дека ќе се спроведе независна истрага. Сето тоа како заедничка заложба дека оваа земја има аспирација да влезе во Европската Унија. Каде се наоѓаме денес? Комисијата е составена од членови, 20 членови од ВМРО, 20 членови од СДСМ, се уште немаат избрано председател. Моите информации говорат за тоа дека денес ќе излезат со некој предлог за кој што се преговарало овие денови помеѓу двете партии. Меѓутоа, ајде да зборуваме за тоа што е мандатот на оваа комисија. Оваа комисија ќе треба да седне и да ги утврди фактите од она што се случуваше на 24 декември. И веројатно ќе дојде до тоа да бидат утврдени фактите. Тука не се спомнувам, ќе биде постигнат некој компромис, но знаете каде ќе се случи судирот? Ќе се случи судирот во моментот кога ќе треба да се одговара, да се зборува за одговорноста и на председателот на собранието и на министерот за внатрешни работи. И тука мислам дека никој од вас, вклучително и јас, не очекуваме дека власта, односно представниците од владеачката партија во таа комисија, ќе се согласат со тоа дека постои одговорност на председателот на собранието и на министерот за внатрешни работи. За жал. Вториот момент кој што особено загрижува е дека таа комисија требаше веднаш после локалните избори да се состане. Еве се наближува јуни, таа комисија нема теоретски шанси да ја направи таа независна истрага во рокот во кој што беше даден. Последиците се познати, ќе се одложи датумот за преговори. И повторно ќе кажам, ќе излезе комисијата со факти. И што понатаму? Таа комисија не може да даде насоки како да се утврдува одговорноста за тој ден.
Ќе треба повторно, значи да стапат на сила институциите на системот. Институциите на системот да сакаат, да имаа волја, веднаш после 24 декември, ќе преземеа мерки за да има одговорност за оние кои што го предизвикаа тој настан. Тоа нема да се случи. 24 декември ќе остане денот во кој што се случи флагрантно насилство не само врз човековите права, туку и врз уставот и врз граѓаните на Република Македонија, кои што го даваат легитимитетот на законодавниот дом. Со тоа граѓаните на Република Македонија ќе престанат да веруваат дека законодавниот дом е оној дом кој што ќе носи закони, кои што ќе ги почитуваат нивните права и ќе им ја дадат потребната правна сигурност. Тој ден нема да се заборави. Последиците ги осетивме веднаш после настаните на 24 декември, именно се подготви закон за медиуми, сега ќе морам да навлезам малци во другата сфера, за кој што немаше јавна дебата, цивилниот сектор беше сосема тргнат на страна да ги даде своите забелешки и повторно, значи, имаме несогласување и повторно имаме статус кво. Зборуваме за закон кој што само уште повеќе ќе ја засили цензурата, само уште повеќе ќе ја загрози слободата на информирањето и слободата на изразувањето. Морам да напоменам дека за законот за клевета и навреда, кој што искрено верувам дека беше и донесен, и тоа исто така ме навредува во извештајот на Европската комисија, дека е донесен според европските стандарди, со што јас не се согласувам, поради што Хелсиншкиот комитет со неколку други организации поднесе иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на уставноста на овој закон.